Ако не го уловиш моментот на Божјо провидение, кога некој мистериозен канал ти пушта некоја убава идеја за песна, за албум, за било што, за книга, за слик, ако не го фатиш моментот, ќе пројде. Ја не гледам ништо лошо во тоа што мојата формула за среќа не се поклопува со туѓата. Лошо е за било која држава кога имате повлекување на странски инвеститори, без разлика на причината. Мислам дека државата не се фокусира толку на привлекување на странски инвестиции како во еден некој поизминат период. Не сметам дека бројот на факултетите е критичен. Критично е квалитетот што го нудат факултетите и нивниот производ. Зошто денес стана толку лесен патот до магистарски труд? Да докторираш? Па не би рекол баш дека е лесен патот, зависи каде магистрирате и каде докторирате. Јадрото од дискусиите кои до сега се искристализираа не се негативни за воведување на соодветни услови, такви какви што има и во другите држави, за да се избере квалитетен наставно-научен кадар. Рече си 4 децении на музичката сцена. Неговите песни се хитови. Неговите текстови повеќе од 3 децении ги допираат најдлабоките чувства на десетици и македонци широм светот. Бајага успеа да го извади Владо Јаневски од илегалата во Гевгелија. Балканските хитмейкери Владо Јаневски и Момчило Бајагич Бајага минатиот викенд за прв пат настапија заедно на сцената во арената Борис Трајковски во Скопје и направија одличен заеднички концерт. На моје огромно задоволство гостин во ово издание македонската музичка звезда Владо Јаневски. Добре дојде. Добре дојде. Се договоривме да не се персираме. Добро ве најдов, фала многу. 40 хитови и твој и на Бајага. Дали ова е само доказ уште еднаш дека македонската публика знае да препозне квалитет, без разлика дали станува за македонска музика или за музика од регионот? Не, ја не мислам дека нашава публика нешто се оптеретува многу со нас. Нашата професија, борам во множина, јас и Бајага кога стави во, нашата професија е многу специфична и публиката не мисли на дневна база нешто многу. Има добри страни и лоши страни. Без да бидам претенциозно сега филозофски расположен, ја мислам дека публиката си го тера својот секојдневен живот, ако земеме еден просечен граѓанин, си го тера со своите дневни проблеми, главоболки, кредити, здравствени проблеми со децата во школа. Значи, денот на обичниот човек е преполн со прагматични, практички проблеми што треба да се решат. И во тоа едно дневно лудило на социјално општење во смисол на преживување и обезбедување што подобро за фамилијата, за себе, на сигурност за децата, за домот. Малку кој размислува сега за музика, уметност, филмови. Денот примарно е со преживување, со екзистенција, создавање. Но има денови и периоди каде што наша маргинална професија, која што е забава, пеење, поезија, љубовни стихови, облаци, ефемерни категории, кога таа странична и маргинална, која што на дневна база не ја мислат луѓето, како што реков, обседнати со овие. Зошто маргинална? Зарем музиката подценета? Не, сега ќе елаборирам, затоа што ако се ставам во умот на просечниот човек, сигурно дека вака му изгледа денот. Со борба, со преживување, со пари, со здравствени проблеми, со качување на тоа скалило, значи практични вештини за да се преживее во реалниот свет. Тука музиката и поезијата не играат голема улога, но доаѓаат периоди, сега тука е преокретот, доаѓаат периоди во секој од тие луѓе, каде што одеднаш се случуваат екстремно тажни ситуации, екстремно срекни ситуации. Например, тој човек кој што е обседна со дневната борба и опстанок за доброто на себе и на своето семејство, му доаѓа период кога му умира некој драг, кога му се случуваат лоши работи, кога му е
тешко, кога му фали некоја особа, кога е потресен од се. И тогаш му треба околу себе да најде решение за тоа прашање. На работното место, платата, екзистенцијата се една тема, но кога животот ќе нанесе вакви ситуации, трагични, тешки, болни, човекот се врти околу себе да види ова ја што го чувствувам сега, ова белјава, овој јад во мене, дали и некој друг болува од тоа? И тука доаѓаме ние, исто и со срекните моменти, кога човек се заљуби, па срцето ќе му пукне од убајна и е среќен што воопшто се држи за рака. Во таквите моменти доаѓаме ние од маргина, се ставаме во фокус, затоа што во таквите само ситуации луѓето се сепнуваат и се вртуваат наоколу и вика, чекај, дали ова ја што го чувствувам, дали е ненормално или има уште некој, за да му биде полесно. Тоа е многу човечки, тоа е многу човечки да човекот, кога му е екстремна ситуација, да се сврти околу себе да види дали на некој друг ова. И тогаш доаѓа поезијата во музиката, љубовните текстови, каде што они наоѓаат потврда дека не се сами на овој свет и дека не име само нив тешко или само дека има и околу нив милиарда други и она некако на човекот му е субјективно полесно. Тоа е нашата, така ја разбирам мојата професија, затоа што на почетокот реков маргинална. Да, во 90% случаи ние сме маргинална професија. Имав стрико во Хрватска кој што беше пекар. И кога се пресели од едно мало кичевско село во Хрватска, сите кога се враќаше назад во Заводици, во стариот крај го прашуваат: "Дебе, Воздан, шо во Хрватска дури, па сега пекар и леп правиш?" Гениален одговор имаше стрико ми на тоа. Што год да биде, какви год луѓе и генерација да дојдат, на луѓето стално ќе им треба леп. Од каде ти лично ја црпиш инспирацијата за песните, за текстовите? Да, во круговите на луѓе кои што не се од нашиот креативен круг, кои што не создаваат музика, слики, драми, книги, обично се мисли дека од негде се црпи инспирација и негде се оди за да се наполнат батериите, за да нешто се роди. За мене лично таа дефиниција не држи вода, затоа што јас и после 40 години пишување песни, ја не знам од кај доаѓаат песните. Многу би сакал да знам, би одел секој ден таму во себе, каде што се наоѓаат тие тајни некои стихови, некои мелодии. Не, тоа е само едно чекање, отворен канал, во кратки црти, имање отворен канал. Ако си креативец и ако тоа живееш и тоа ти е екзистенција, не зборам за од хоби да пишуваш поезија или да си свиркаш нешто на клавир, на гитара. Ако тоа чекаш леп и екзистенција, мора да се претвориш, некој да се претвори во тврд професионалец. Во нашава професија тврд професионалец, креативен мудичар, композитор, текстописец, од кој што се очекува секој малце, 2-3 месеци да породи ново парче, нова музика, нова мелодија. Тој е многу сличен со рибарот. Само може да фрли јадица и да чека. Да верува во својата јадица, во трската, во местото што го одбрал и да чека. Така да и ја, и Бајага, и стотици илјади други креативци на овој свет сме едни големи чекачи. Само чекаме да во нормалниот живот, во нормалната екзистенција се упали сијаличката од таа една соба, дека таму има нешто што е вредно. Така да некоја мисла, некоја нота, некоја фраза што ќе се врти во глава на музичарот и на текстописот, може да биде нота, може да биде мисла. Ако ја примети дека е упалена сијаличката, брзо остава све и оди таму да го фати моментот, знаејќи дека ако не го уловиш моментот на Божјо провидение, кога некој мистериозен канал ти пушта некоја убава идеја за песна, за албум, за било што, за книга, за слик, ако не го фатиш моментот, ќе пројде. Тоа е големата тајна на нашиот занат. Зошто Чирскиот сокак го замени со Гевгелија? Пред 5 години одлучи Скопје, односно во Чаир да ја продадеш куќата и да заминеш во
Гевгелија, на само неколку километри од земја членка на Европската Унија. Не сум на 100 метри од граница, Чевовски. На 100 метри од граница. Избега од буката во Скопје, да се спасиш од озборување, потребна ти е тишината. Има многу вистина во ова што кажа, но не е целата вистина нормално, но има многу вистина. А Гевгелија е толку во склоп со моите сегашни потреби, не некогашни потреби. Владо Јаневски од пред 15 на години и 20 дефиницијата за негова за среќа, зборам во трето лице, негова, пошто тој Владо Јаневски не постои веќе кај мене дома. Неговата дефиниција на среќа беше што поголема журка, што поголема забава, што повеќе женски, што повеќе умпа да има стално денеска што има, утре што ки. Како што оди времето и работата на себе, со годините и не само времето, календарот не ти гарантира дека ќе се опаметиш, календарот ти гарантира дека ќе остариш, ако си среќен да остариш. И само е тоа гаранција, ако не се вложи трудот во себе, во самоизградување на својот духовен раст и на своето созревање, тешко да ќе се очекува тако видна среќа. Оваа нова среќа за која што денеска зборувам, се состои точно во спротивното од порано. Какви се гевгелиските ритуали на Владо? Никакви. Нема ништо во Гевгелија. Ја во Гевгелија баш го одбрав затоа што знаев дека ќе ми годи што не знам никого, што не се случува ништо и што тоа ќе ми остави 24 часа само за мене. Тоа е несватливо за некои луѓе, затоа избегнувам да дискутирам на таа тема, затоа што се коси со нормалното сваќање, но јас секогаш сум бил чудак на некој свој начин, луѓето ме доживувале као тоа осте го, тоа е малце таков посебен, арогантен ли ваков или умислен и Мојата формула за среќа не ја наметнувам никому, ја не гледам ништо лошо во тоа што мојата формула за среќа не се поклопува со туѓата. Како што ја не осудувам некој кој што сака да има жена, 4 деца и да оди во кафани. Супер, ако е среќа праќа. За мене е сосема друга професија, дефиниција на среќата. И затоа Гевгелија влегува во тој опис, затоа што ја одбрав токму заради тоа. Најдов еден цитат: јас сум волк, самотник, немам ни жена, ни куќе, ни маче. Што не е лошо. Дали самотијата е избор или пак осаменост е предизвик? Свесен избор, да, свесен избор. Јас сум имал опции во животот многу, ама ова е свесен избор. Не сум сигурен дека на 30 и нешто би го одбрал би го направил тој избор. Ама на 60 со две раце потпишувам дека тоа е вистинскиот избор за мене. Самотник, затоа што Господ не ми дал и судбината не ми дала да добијам на лутрија да се врзам со нека посебна личност. Јас сум сакал, јас сум барал, цел живот сум идел наоколу во таа пуста потрага по љубов и по сродна душа. Ја и ден денес пеам за такви чувства, иако знам дека немам таква особа, ама тоа не ме спречува да уште да верувам дека тоа постои. Јас сум како мало дете кој што уште верува во бајки. Твоето мото е: не е точно дека се живее само еднаш, се умира само еднаш, а се живее секој ден. Дали Владо Јаневски живее од денес за утре? Да. И мислам дека тоа не е лоша. Обично тоа има лоша конотација. Живење денес за утре во секојдневните кулуари и муабети има нека лоша конотација, чувствувам као од денес за утре, а што за иднината? Иднината е направена од ова денеска. Ако денешниот ден ја успеам да си ги подредам мислите и кармата и својот внатрешен свет како што треба, тоа е најдобра гаранција дека утре, ако дојде и ако се разбудам повторно утре, дека ако тоа е некое идно време за кое што мечтам дека ќе биде добро, најголема гаранција е дека денешниот ден ми е среден. Не размислуваш долгорочно? Не. Зошто? Не, затоа што долгорочното е директна последица на ова денеска. Ја можам да посакувам и до година да бидам во добро здравје, можам да посакувам и за 5 години да ме држи гласот и телото, да можам да држам концерти по 3 часа.
Ама тоа е само пусто посакување. Што правиме Чумовски со конкретната активност во тој правец? Значи, самото посакување во мојот свет е дим и магла. Ке те навратам при крај на овој интервју, ке те навратам 98. После Евровизија, после настапот во Евровизија, 2 години ни трага ни глас од Владо Јаневски. Нема ниту концерти надвор од границите на Македонија. Дури прочитав едно интервју, после смртта на Тоше Проевски решив дека не сакам да настапувам надвор од Македонија. Големо превирање беше после Евровизија. Тоше умре 98 се појави и јас со него добив нова надеж дека сепак е можно нешто. Оној момент кога сватив дека мојава сопствена земја ме плука и ме оцрнува за тоа што сум имал лош пласман на Евровизија, како не му е срам да не биде у првите 15. Го пративме, нешто се врати, и не, бев како затекнат со реакцијата на луѓето, пошто ја бев пресреќен на Евровизија. Тие 3 минути пеам прв пат на таа сцена се пее македонски јазик. 150 милиони одеднаш слушаат како македонскиот јазик звучи, како македонецот изгледа. И мислев дека тоа супер промоција на државата и на себе. Се вратив назад, сватив дека тој Владенски, не требаше да го пратиме тој другиот, тој третиот подобар ќе. Кога сватив дека луѓето апсолутно не го ценеа се што направив ја со Незор и Зоро, да се чуе за Македонија, да се промовираме, сватив дека кога толку многу плукање ме дочека надвор кога се вратив во Македонија, и ја реков, ова мора да поминат 2 години за да изветре, пошто ја не ми паѓаше на памет да објаснувам. Стои на зори со душманке и пушти ноќта да ги сокрие. Очиве што раѓат бисери, срцево што друга не љуби. Виното ме води до неа, а се подалеку од памета. Јас морам да пијам, да се опијам. Петките, шестките одат каде год, али големите поени од кои што зависи кардинално пласманот се договараат. Вака има боксови, секоја земја си има свој бокс, као мало сандаче. И тука шефот на делегацијата прима пораки. Во таквите боксови луѓето си оставаат понуди. Ако ми даеш 8, ќе ти дам 12. Едно од најинтимните песни, многу ретко сакаш да ги пееш во публика. Далеку од него. Да. Песна посветена на твојот татко, кој починал додека ти си бил релативно Така, млад. имено има врска со претходното мое искажување за тешките моменти во животот. Тоа е толку интимна песна што не е за пеење на концерти. Тоа е траурна е, тажна е песна која што се допира до смрт на блиска особа, поблиско од сородица, од здравје. И тие тешки моменти мора да искочат, ако си прав креативец, мора да го породиш. Мора да се очистиш од тие и онда породуваш песна за која што унапред знаеш дека нема никогаш да биде хит и дека нема 99% луѓе нема ни да ја приметат на радар дека постои. Ама мене ми требала за ментално здравје. Јас сум морал да се очистам од баластот на родителот кој што одеднаш татковската фигура ја снемува во својот живот.
Вало на крајот, колку знаеме, умееме да се грижиме и да ја афирмираме нашата македонска музичка култура? Малце сме изгубени Чомовски со термините. Културата во нашава држава е истрошен поим. Во нашиот бизнис по-адекватен збор би било бизнис. Ние не знаеме она што сме богати, да го спакуваме и да го направиме бизнис. Што мислам со следново? Ние мислиме дека нашиот фолклор, ако го ставиме еден за еден на продажба, дека сите ќе паднат у несвес. Леле, вашите носи, леле, вашите јадења, леле, вашите икони, вашата музика. Тоа е нашата суштина, ама необработена, не isfinansirana, ne marketizirana, nikakva, surova, една за една како што е. Треба да се спакува. Пример, подобар пример не можам да ти кажам. Не е доволно извор што најубавата вода да тече од планината и да дојдеш да се напиеш од утробите на планината најчистата можна вода. Кој ќе плати за тоа? Никој. Водата си тече, она ако е најубава, најдобра, најквалитетна, најздрава, само човек кој што ќе има 2 кликери и ќе рече, ова што тече овде е супер, ама не може да го продам никому. Никој не доаѓа од никаде да пие на овој избор. Што правиме со овој извор? Скап дизајн, скапо шише, скапа реклама, скап маркетинг. Цел свет купува Евијан. Каков Евијан вода? Една флаша Евијан во Њујорк кошта $25 вода, Чомовски. Ама човекот кој што го нарачува Евијан, му е аншприц направен дека тоа е од Алпите кој што извира под снеговите на високите француски планини и тој седи у Њујорк и плаќа $25 за една чаша вода. Среќен, затоа што е продадена приказката околу водата, не самата вода. Назад во Македонија се враќаме, се што ние викаме култура и се што ние знаеме дека е добро, не можеме да го убедиме светот дека е добро, никој нема да го купи, никој нема да падне у несвес од нашата култура, додека не го спакуваме, паметно, мудро презентираме и продадеме. Ние кога бевме деца, за крај на муабетот, како доказ дека мојава теорија може да држи вода, кога бевме деца пред 60 години, значи ова не е ново откритие од вчера. Пред 60 години кога јас сум бил дете, знаеш што била главната, што беше, не си бил ни роден тачно, што била главната тема на муабетите меѓу нас децата, кога излеговме надвор да играме? 5 години, 7 години. Ја имам 5, има 7, ово 11. Треба да играме нешто. Деца сме, така? Омилената игра беше, се викаше каубојци и индијанци. Фасцинатно беше што дури и пред 60 години кога јас сум бил дете, никој не кеше да биде индијанец. Значи на децата уште пред 60 години американските филмови, медија, Холивуд ги има на другата страна на светот, на некој дечиња у Скопје, им го има веќе продадено концептот што е добро, пожелно, а што е лошо и срамота. И затоа сите деца кога тргнавме да играме каубојци и индијанци, сите сакаат да бидат каубојци. Што знае 6 години дете што е каубојец индијанец? Ама Холивуд му кажа. Не знам зашто те сакам, но нема никогаш да сопрам. Со душава те бакнам, долго предусни да се добрат. Ова љубов не сме двајца, туку три. Јас za veki vekovi, јас, ти и Бог, за веки векови. На кој начин институциите на државата се проактивни во
директно барање до компаниите дали е нешто потребно, што и на кој начин може бизнис климата, условите за работа да се подобрат, да се намали нивото на бирократизација. За економските предизвици, европските движења. Имаме инвестиции, па немаме инвестиции. Не очекували европски инвестициски бум или пак застој. Што се случува околу на релација Европска Унија Македонија во делот на превозниците? Гостин во ова издание на Трилинг, Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвеститори. Господин Мизо, прво ве прашам и како председател на Советот, но и како директор на странска компанија. Кои се последиците од ова топло-ладно политика на Брисел во однос на транспортот со суровините? Можам да ви кажам, тоа беше некаде крајот на јануари, почетокот на февруари, тие неколку дена, кога границите од сите земји на Западен Балкан беа блокирани, ние како компанија имавме големи штети. Како прво, тој протест, односно тоа затворање на границите од страна на нашите клиенти не беше прифатено како виша сила или форс мажор, што значи дека врските за ние да ги доставиме нашите производи кон клиентите во Европа останаа на нас. И заради тоа имаше многу специјални транспорти, авионски транспорти, кои беа организирани за странските компании овдека да не го застанат производството на BMW, на Mercedes, на Volkswagen и многу други производители во Европа. Штетите, би рекол, зависно од компанија, за некои компании може да беа во стотици илјади евра, за некои сигурно надмина и над милион евра, бидејќи зависи од волуменот на производот кој се произведува. Начинот на кој ова Америка е донесена, односно, иако таа Америка веќе подолго време е во сила, сега ќе има многу директно спроведување на истата, значи дека безбедностите проблеми се земени многу повеќе во обзир отколку она што значи трговските начини и критериуми помеѓу Западниот Балкан и Европска Унија и она што значи со самиот договор за стабилизација и асоциација и отварањето на пазарите во Европа за производители во нашиот регион, на кој начин приближувањето на нашите земји кон Европска Унија е перцепирано. И заради тоа, ќе ви кажам еден пример. Во автомобилската индустрија, помеѓу Македонија, Србија и Босна, околу 110.000 луѓе работат во така наречени Tier 1 или Tier 2 компании, добавувачи од таа индустрија. А ако ова се повтори или потрае малку подолго од претходниот пат, можам со сигурност да кажам дека влијанието на европската економија, на сите оние локации каде што се произведуваат автомобили, без разлика дали е тоа западна или источна Европа, ќе бидат многу поголеми отколку она што се случи на почетокот на украинската криза или пак кога беше блокиран Суетскиот канал или слично. И затоа треба навистина да се изнајде некое прагматично решение кое ќе ги задоволи сите оние безбедносни очекувања и можеби ризици кои Брисел ги гледа, но истовремено економски, бидејќи претежно овие компании кои се наши клиенти се лоцирани во Европската Унија. Господин Мизо, минатата година имаме драстичен пат на странските инвестиции. За 9 месеци минатата година влегле само 209 милиони евра или 4 пати помалку од 2024. На што се должи ваквиот негативен тренд? Точна е вашата констатација и мислам дека можеби до крајот на идната недела дури бројките за целата 2025 година ќе бидат објавени од страна на Народната банка и Заводот за статистика. Неколку фактори според мене. Прво, и вредноста на инвестиции во 2024 треба да се направи една анализа и структура. Голем дел на тие инвестиции, тие рекордни над 1,2 милиарди инвестиции кои беа влезени во 2024
не беа само реални инвестиции, туку беа и меѓукомпаниски заеми кои на еден или друг начин беа вратени од сестринските компании кон некои од компаниите тука во Македонија, пред се една компанија, не сакам да кажам за која компанија станува збор, така да тие финансиски движења статистички влегоа како странски инвестиции. Минатата година, точно кажавте дека се намалени инвестициите, ние како Совет за странски инвеститори активно не сме вклучени во тој процес на привлекување на инвестиции. За нас е многу поважно каква е бизнис климата, условите за водење бизнис или за потенцијално реинвестирање. Иако можам да кажам дека во еден подолг временски период, на еден или друг начин, мислам дека државата не се фокусира толку на привлекување на странски инвестиции како во еден некој поизминат период. Бидејќи може да видиме дека и голем број на конкурентски земји од регионот, но се повеќе и повеќе и од Северна Африка се многу проактивни во процесот на привлекување на странски инвестиции, но сепак имаме реинвестирање на постоечки компании. Она што е важно е секогаш да се види која е структурата на тие компании. Дали тие компании кои инвестираат тука креираат додадена вредност или дали се тие компании во многу случаи во недвижнини, во градење на шопинг молови, трговски центри или слично, бидејќи и тоа е странска инвестиција, но реално гледано додадената вредност е многу поразлична отколку ако имате некој производствен погон кој е извозно ориентиран, посебно со висока технологија, или пак ако се некои сервисни услуги, но тие сервисни услуги можеби не се големи во вредност на инвестиција, но се големи во додавање на вредност. Имаме пат на странските инвестиции. Имаме пат на странски инвестиции. Дали со тоа паѓа во вода тезата дека ни следува или не има зафатено инвестициски бум? Вака. Пак ќе кажам, зависно како вид на инвестиции велиме и како ги привлекуваме. Ако компанија се јави на тендер во некој сектор, без разлика дали е тоа природни ресурси, енергетика или слично, за да експлоатира природен ресурс во државата или за да произведува струја, без разлика да локалните потреби или за извоз, е една работа. Друго е да вие работите активно во некој подолг период да привлечете производствени компании, а како што знаете, во периодот од 2007 до 2017 година, најголем дел од тие инвестиции кои беа привлечени во тој момент беа компании во производствениот сектор и заради тоа во денес ние како Совет за странски инвеститори имаме контрибуција од речиси 60% во извозот на државата, бидејќи тие се тие компании кои дојдоа во тој период и добар дел од нив и ги проширија своите активности во периодот од тогаш. Но јас сметам дека навистина е важно да се направи една стратегија. Како што знаете, во јавноста неколку пати е кажано во изминатиот период дека се уште не постои стратегија за привлекување на странски инвестиции, да се види кои точно сектори треба да се таргетираат и многу професионално да се таргетираат тие сектори со соодветните компании од тие сектори. Не мора да биде автомобилска индустрија. Јас сметам дека треба да имаме диверсификација и да одиме малку пошироко од оваа индустрија, на пример медицинска опрема, други работи што се поврзани со напредно технолошко производство и секако да не бидат ова трудоинтензивни компании, бидејќи имаме проблем со квантитетна работна сила, туку да бидат компании кои нема да имаат многу повеќе од 500 вработени. Јас би рекол помеѓу 200 и 300 вработени со голем дел на технолошки активности кои ќе може активно да извезуваат, но и да имаат добавувачи не само локално, туку и регионално. Американските инвеститори Аптив и Дура си замина од државата, од друга страна власта вели добро, на некој начин се обидува да ја релативизираат работата до тој степен, вели едни си заминуваат, други ќе дојдат. Но колку таквите потези на странските инвеститори се индикатори за деловната клима дома? Во случајот на тие две компании кои ги спомнавте, едната престана со работа, другата треба да престане со работа во втората половина на оваа година. Во случајот на Аптив, од она што јас лично го знам и она што е кажано во јавноста, тука директно се работеше за нивна интерна бизнис одлука, бидејќи сакат да направат дополнителна консолидација на нивни две локации во Европа, а од друга страна Дура заради драстично намалување на побарувачката и еден клиент кој го има, едноставно тој бизнисот не беше логичен да се продолжи.
Но јас сметам дека она што е многу важно, прво, лошо е за било која држава кога имате повлекување на странски инвеститори, без разлика на причината. И секогаш треба активно да се работи, според мене, целиот оној процес на aftercare, услуги кои се даваат кон компаниите, не зборуваме само странски, но и домашни компании, на кој начин институциите на државата се проактивни во директно барање до компаниите дали е нешто потребно, што и на кој начин може бизнис климата, условите за работа да се подобрат, да се намали нивото на бирократизација, за тие да се осеќаат дека се добре дојдени тука, но истовремено бидејќи овие компании, како што гледате, може да бидат и на многу други локации, не само кај нас. Но истовремено да има активен пристап од страна на институциите кои мислам дека подолго време не постоеше, да има средби со менаџерските тимови на тие компании, не на локално ниво, туку на европско или на глобално ниво. На тој начин, како држава, вие давате еден сигнал дека овие компании се не само добре дојдени, но многу важни за локалната економија и ќе им се отвори можноста на лице место да ги кажат некои од нивните потреби, забелешки, индикации како некои работи да се подобрат. На тој начин мислам дека ќе успееме не само да задржиме повеќе компании, туку и да ги стимулираме тие да реинвестираат. Бидејќи е многу полесно да имате реинвестирање на постоечки инвеститор отколку да привлечете нов. За прв пат по 12 години минатата година доцнеше исплатата на државна помош во однос на странските инвестиции во државата. Дали исплатена е во целост сумата во однос на долговите кон странските инвестиции и за колкава сума станува збор? Точно беше и тоа беше кажано од страна на еден инвеститор некаде пред крајот на минатата година дека има доцнење во исплатата на државна помош пред се од една институција и она што беше потоа објаснето е дека не било транспарентно дефинирано дали или не треба да се врши исплата за време на локалните избори. Коментарот на инвеститорот, но мислам дека и голем број на инвеститорите кои се присутни долго време е дека низ целиот овој изминат период имало многу изборни циклуси, без разлика дали тие биле локални, парламентарни или председателски, но сепак овие договори се повеќе годишни договори и обврски кои се превземени од страна на државата. И мислам дека тука треба да се изнајде едно правилно токлување, бидејќи е малку чудно, искрено да ви кажам, дека во 11,5 години претходно ова можело, а сега одеднаш не може, бидејќи треба некој директно да каже дали е едното или другото, овдека е црно или бело. Не можеме да имаме некоја сива дефиниција на сите овие активности, бидејќи тие се работи кои се буџетирани од страна на државата, бидејќи се знаат кои се обврските на инвеститорите и врз основа на нивното исполнување се знаат кои се потоа обврските на државата. Обично има лимит на годишно ниво на исплата на траншите. Обично тој лимит, без разлика дали е тоа врз основа на вредност на инвестиција или раст на инвестиции, е 1 милион евра. Господин Мизо, како менаџер на германската инвестицијска компанија, односно Костал, пред некој период бевте скептик околу развојот, економскиот развој, но сега економскиот развој на државата или на Европа? Говорам во однос на развојот на Костал во Македонија. Добро. Но сега се зголемува вложувањето во растот на вработените, инвестирате многу во компанијата. Дали тоа е индикатор дека автомобилската индустрија се стабилизира, иако ја дојдов до одредени податоци, 124.000 работници минатата година се отпуштени. Најголемиот дел во Германија. Така е. А најголем број во автомобилската индустрија. И дека овој тренд, негативен тренд, ќе продолжи дури и ова 2026. Апсолутно. Тие 124.000, над 50.000 беа во автомобилската индустрија и тие се отпуштени од Германија, но не значи дека можеби во други земји во Европа или Северна Африка делот тие работни места не се компензирани. Причината заради која производството во Германија паѓа е трошоците и неконкурентноста. Она што го кажавте, не е
не дали сум бил скептик, понекогаш дури во развојот на Костал, мога да кажете да земате во обзир што се случувањата во Европа, каде што е вашиот главен пазар. Ако ги гледаме европските бројки, пред неколку дена излегоа Германската стопанска комора во Берлин ги зголеми очекувањата за оваа година за германскиот бруто домашен производ од 0,7 до 1%. Сепак многу анемично, мораме да признаеме, иако во последните 2 до 3 години бројката беше негативна, така да Германија беше во техничка рецесија или за минатата година е на некоја многу мала позитивна бројка. Од друга страна, еврозоната се очекува да расте оваа година 1,1%, што е помалку од 1,5% минатата година. Во автомобилската индустрија во јануари, во најголемите европски пазари каде што се продаваат возила, секаде, освен во Италија, имавме намалување на продажбите и тие намалувања споредено со јануари 25-тата беа помеѓу 3 до 15% намален обем на продажби на возила. Ние како Костал можам да кажам дека минатата година беше убедливо најуспешна година. Имавме зголемување на обртот и обемот на работа споредено со 24-та од околу 60%. И дополнително за оваа година планираме за зголемување од уште 20-тина, можеби до 25%, што е тотално различно и парадоксално ако сме отворени според она што се случува во на европскиот пазар, поради специфични причини. Имаме нов проект за енергетска електроника, Power Electronics, што се вградува во сите плагин хибридни електрични возила на Volkswagen групацијата, кои ексклузивно се произведуваат во Охрид за глобалниот пазар на Volkswagen. И тука мораме да знаеме дека иако бројот на возила кои се продаваат или стагнира или благо паѓа во Европа, сепак електричните возила е многу поголем удел отколку пред се дизел возилата се речиси исчезнати, освен на Балканот, а исто така и бензинците се намалени, а истовремено имаме еден многу комплексен производ на специјални кровни модули за сите модели на возила на Мерцедес. И тие два проекти ќе ни додадат голема бројка. Минатата година завршивме со извоз од над 240 милиони евра, оваа година можеби и да стигнеме до речиси 300 милиони евра. Тоа за држава како Македонија е многу, тоа и за нас како Европа е голема бројка, бидејќи ние ги бидеме втора најважна производна локација во Европа и како што кажавте, многу инвестиции, но и многу вложување во подобрување на квалитетот на работната сила и сите оние знаења и вештини кои се потребни, необходни, за да можеме да се справиме со технолошките потреби. Минатата година имавме и посета на нашите фабрики во Кина, бидејќи она што се случува во Кина навистина е во друга брзина и понекогаш во друга галаксија. Кога сме кај Кина, интензивно, агресивно влегува на европскиот и на балканскиот пазар. Дали ова ќе ги помати сметките во тој дел? Многу добро прашање. Прво една работа мора да констатираме. Пред короната, 2018-та, продажбата на возила во Европа беше 25% поголема отколку што е сега. И Европа нема да се врати на тие бројки никогаш. Тоа е очекувањето од автомобилската индустрија. Значи, 25% помалку возила се продаваат во Европа сега, отколку во 2018 година. Од она што е продажбата во Европа, иако има стагнација, минатата година имаше многу мало зголемување, речиси 1,5% споредено со 24-та, се поголем удел во тој колач се кинеските брендови, кои засега се произведуваат ексклузивно во Кина, но веќе гледаме од оваа година ќе имаме производство во Унгарија, во Шпанија, се очекува производство да се случи веќе и во Турција, потенцијално и во Германија на кинески брендови на возила. Четвртиот квартал лани, кинеските брендови продадоа повеќе возила во Европа од корејските брендови. А знаеме дека Hyundai и Kia не се брендови кои не се секојдневни. Многу често ги гледаме нив. Значи, тие веќе имаат удел на пазарот над 8,5-9% на квартално ниво, а се очекува во следната година и пол да ги стигнат и престигнат и јапонските производители на возила. Тоа значи дека за нас, кои произведуваме пред се за возила кои се произведени во Европа,
не мора да се само европски. Може да предвидат и американски, и корејски, и јапонски. Но кинеските, ако им е дозволено да дојдат и да произведуваат тука, а сите компоненти да доаѓаат од Кина, тука се намалува колачот за сите нас како производители на компоненти. И тоа ќе има многу голем притисок и ќе значи една од две работи. Или ќе има пропаѓање на компании, како автомобилски компании, или производувачи на компоненти, или консолидација. Бидејќи е неопходно тоа да се случи, бидејќи во моментот во Европа има многу поголем капацитет од она што е искористеност. Но морате да знаете дека и во Кина таа ценовна војна која се случува таму за тие нивни 130 производители на возила, огромен дел од тие компании не се профитабилни. На еден или друг начин не добиваат тие секоја субвенција од државата, туку од провинциите или од големите мегалополици, градови каде што се тие лоцирани. И на крај и тамо ќе мора таа бројка да се намали, според мене, не повеќе од 15 брендови, можеби и помалку, но во иднина има некои размислување дека ќе постојат 5 до 7 глобални брендови, од кои минимум 2 ќе бидат кинески и ќе имаме консолидација, бидејќи цените на тие возила од Кина кои доаѓаат овде во Европа се драстично поевтини од било она што може да биде произведено или пласирано од европските производители заради трошоците и заради она што и Volkswagen самиот призна, во Кина цената на произведување на возило е 50% од она што е во Германија и многу побрзо целиот тој дизајн и анализа се прави отколку истото да се прави во Европа. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Виктор Мизо, претседател на Советот на странски инвеститори и менаџер на Костал. Мора да бидеме објективни. И ние како универзитети сме должни да бидеме и поотворени и потранспарентни, но мора и да се задржи високиот степен на слободна мисла на професорите и на општо на целата академска средина, за да можат да ги изразат и критичките мислења и начинот на кој што секоја прогресивна мисла функционира. Во тренинг неодамна стартувавме со серијал на интервјуа со ректорите на дел од универзитетите. Во едно од претходните изданија на ТВ магазинот гостин беше ректорот на Битолскиот универзитет, а вечерва гостин е ректорот на Штипскиот универзитет, господинот Дејан Мираковски. Добре дојдовте во емисијата. Ректоре, агендата ви е преполна со активности. Благодарам што издвоивте време сепак да дојдете. Како гледате првично околу нацрт законот за високо образование? Голема врева во јавноста се крева. Дел од вашите колеги, научната вела дека ова е лош предлог закон. Министерката не отстапува од тезата дека законот треба што побрзо се донесе. Како кај нас гледат, ние во моментот, јас сега би ги изнесол моите лични ставови, бидејќи во моментот во рамки на универзитетот се води таква дебата, односно на факултетите беше пратен нацрт законот, се направија специјални групи работни во кои учествуваат буквално сите професори, секој факултет дава забелешки, тие забелешки се сумираат за да не биде да се повторуваат, бидејќи веројатно ќе бидат слични и во текот на наредната недела нека да имаме јавна расправа, најпрвин со Министерството за образование, заедно со нив се организира јавна расправа на сите јавни универзитети и тоа ќе биде кај нас во текот на наредната недела, потоа имаме Сенат на кој што ќе се сумираат сите забелешки и во одредена форма ќе бидат дадени до Министерството. Да тргнам поред како и сите други закони, посебно овој сензитивен закон, имате секогаш повеќе мислења. Едни се го поздравуваат, други сметаат дека не е соодветно решение. Генерално, за мене е важно што барем на нашиот универзитет се прифаќа потребата за донесување на нови законски решенија кои ќе овозможат малку појасна регулатива и ќе го насочат образованието, високото образование повеќе кон развој и ориентирано кон општеството, односно реалните услови околу нас.
Навистина, за жал, дискусиите се сведуваат, најчесто се сведуваат дискусиите околу изборите и тоа изборите во наставно-научни звања, бидејќи тие најчесто и ги засегаат луѓето, малку да кажам само тоа што е пред нас, не тоа што е за нас. Редовните професори у рамки на овој, бидејќи најголем, за жал, кај нас универзитетите, структурата на вработените е таква да имаме многу повисок процент на редовни професори, односно доживотни звања, така што целата дискусија е навистина од секоја гледа од свој аспект. Јадрото од дискусиите кои до сега се искристализираа не се негативни за воведување на соодветни услови, такви какви што има и во другите држави, за да се избере квалитетен наставно-научен кадар и за да се овозможи навистина правилна селекција на идните колеги, професори и така натаму. Колку се издржани тврдењата на дел од вашите колеги дека со овој предлог закон всушност се прави упад во автономијата на универзитетите? Генерално тоа е стара тема и долго време се дискутира колку државата треба, бидејќи државата и јавната сфера е во крајна инстанца ги финансира универзитетите и треба да знае што добива за тие финансии. И таа дискусија е прилично присутна во последно време насекаде во светот, не само во Европа или не само на Балканот. Тоа е едната работа. Од друга страна мора да го задржиме академската слобода, да универзитетите останат центар на слободна мисла, критичко размислување, така што веројатно мора да се направи навистина добар баланс за да успееме да ги задржиме од една страна да се задржи таа културна, таа научна автономија, слободната мисла, критичкото размислување да останат јадрото на функционирање на универзитетите, од друга страна да ги направиме јавните универзитети и потранспарентни и поотворени и кон општеството и кон државата. Околу слободата на универзитетите, самостојноста на универзитетите, наспроти зависноста, финансиската зависност од државата. Првата теза во одбрана на новиот закон е дека државата, владата даваат пари и треба да се знае како и зашто се трошат средствата. Од друга страна пак има забелешка дека сепак со ова на некој начин се става своевидна капа врз автономијата, односно слободата на професорите и генерално врз факултетите. Ние сме малку различен универзитет како структура, ние сме интегрирана структура за разлика од другите два државни универзитети во Битола и во Скопје. Кај нас структурата е интегрирана и имаме малку и различен начин на функционирање. Ректор, ректорска управа, сенат, се органите на факултетот, на универзитетот. И јас навистина не би можел у моментот да ги коментирам членовите каде што тоа конкретно е дискутирано, меѓутоа мора да бидеме објективни. И ние како универзитети сме должни да бидеме и поотворени и потранспарентни, но мора и да се задржи високиот степен на слободна мисла на професорите и на општо на целата академска средина, за да можат да ги изразат и критичките мислења и начинот на кој што секоја прогресивна мисла функционира. Дали со овие предлог законски решенија се отвара пат кон непотизам и централизирана моќ? Централизацијата на моќта, особено од страна на извршната власт врз Гледајте, до сега ние сме зависни од финансирањето од државата и до сега сме зависни од финансирањето од државата. Веројатно, догледно време многу поефикасно би било, меѓутоа мора и универзитетите да ја покажат ефикасноста, поефикасно би било подолгорочни буџети на финансирање, појасна политика. Сега има тука и одредени работи кои што до сега ги немаше, можност за ангажирање на млади соработници, како соработници на проекти и така натаму, директно финансирање од универзитетите или од проекти, што до сега како можност беше нејасна или многу тешко изводлива. Има работи кои што овозможуваат од една страна, пак ќе кажем, јас сум инженер по вокација и некако ми е полесно да зборувам со факти и со бројки, во моментот ги немам фактите околу
директното можно учество, влијание на државата врз управувањето на универзитетите, кое што до сега не беше случај. Значи, универзитетите се самостојни во донесувањето на одлуките поврзани со академските работи и така натаму. Но финансиите, јавните универзитети целосно мора да ги почитуваат и ги почитуваат правилата на државното финансирање, имаат целосна следливост, бидејќи државата е финансиер у голема мера, дури и проектите, приходите кои ние ги викаме собствени приходи од проекти, апликации и слично, дури и тие се дел од системот кој што е во рамки на трезорското работење, така што тоа и до сега беше фактичка состојба. Како е регулирано сега, не знам. Сметате ли дека има потреба од толкав број на факултети? Факултет по медицина, правни студии? Факултетите имаат повеќе кратна улога. И правни студии, и медицина, и било која друга струка. Прво, универзитетите кај нас Евеш тип е регионален, поставен во истокот, Битола е регионален, универзитетот во Скопје е најголем универзитет во државата. Генерално, ние освен основната причина за постоење не е само образовната, туку и развојната политика на државата. Второ, по мене, центрирањето или постоењето само на еден ексклузивен создава монопол, а ние имавме периоди на монополи која и не беше баш односно сите негативни работи што може да ги продуцира монополот, бар кај нас на Балканот се случуваат секогаш, така што јас не сметам дека бројот на факултетите е критичен. Критично е квалитетот што го нудат факултетите и нивниот производот што го даваме. И тоа е нешто на кое треба да работиме. Сметате дека пред се доминира квантитетот наспроти квалитетот? Така е. Ние треба да се фокусираме кон квалитет. Девалвиран ли е македонскиот образовен систем? За жал у некои аспекти да, иако повеќе мое лично мислење, повеќе од аспект на повеќе дискусија отколку со реални бројки. Бројките кај нас на јавните универзитети не се негативни. Ние, ако ги погледнеме процентот на дипломирани од вкупниот број на студенти, например на државните универзитети Угода е и меѓу најниските, околу 30%, значи на 4 годишно студирање, околу 30% од студентите кои се запишале у една учебна година завршуваат после 4 години. Другите со одредено закаснување, а голем дел и воопшто не ги комплетираат своите студии. Така што сметам дека проодноста е дури и престрога, некако и оценувањето е престрого ако ги погледнеме податоците од јавните универзитети наспроти приватните, каде што тој број би бил веројатно е 100%. Следите три гости во емисијата, ректорот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, Дејан Мираковски. Господин Мираковски, се предлага поригорозен пристап во евалуацијата на наставните звања, професорските реизбори. Дали универзитетите во трка со професорски научни звања, како услов за факултетски статус, самите го девалвираат и научниот и образовен опус? За жал тоа може да се каже претходното законско решение. Сегашното законско решение беше многу либерално. Трката за наставно звање дозволува да публикувате во така наречени референтни публикации кои што немаат баш јасен критериум и кои што не се општо признаени, меѓународно признаени референтни, навистина референтни места за публикување, и тоа створи прилично нејасен или да кажем нејасни услови за напредување, па и намалување на општиот квалитет, намалување на бројот на публикации, научни публикации кои што навистина имаат одредена научна тежина, и подобро решение тука, мое лично мислење е дека ни треба. Какво е мислењето у однос на предложените мерки е сепак, у моментот се дискутира кај нас, имате и такви што го прифаќаат, имате и нормално кои што сметаат дека се превисоки, одредени области се дискриминирани, но генерално повеќе се зборува за
адаптирање, например, вклучување на двете референтни главни бази, бар кај нас во Штип, двете референтни главни бази се Web of Science или Clarivate и Scopus на Elsevier, и двете да се вклучат внатре, бидејќи Elsevier е европска цитатна база која што има поголема регионалност, поголема регионална покриеност и која што има многу повисок процент на конференции, цитира голем број на конференции, така што до некаде, иако и двете се ригорозни, квалитетни бази, околу тоа се водат дискусиите повеќе, отколку и имаме, пак ќе кажем, и за и против, но луѓето веќе видоа дека јасни правила се подобри за напредок. И Зошто денес стана толку лесен патот до магистарски труд, да докторираш? Па не би рекол баш дека е лесен патот, зависи каде магистрирате и каде докторирате. Бројот на магистранти или докторанти кај нас не е драстично зголемен у овој период. Факт е дека има напредок на тој број, но дали е толку лесно да се заврши тоа, не сум на мислење дека е многу лесно да станете доктор на науки во Македонија. Рече се, секоја година се разочаруваме кога нема да се најдеме меѓу, да речеме, идите на Шангајската листа. Нема ниту на листата на НИСА. Зошто е тоа така? Тоа е исто дискусија која што е дискутабилна од друг аспект. Шангајската листа валоризира друг тип на активности од тоа што нашите универзитети го имаа као улога. Ние имаме научна, образовна и развојна улога у средината во која што функционираме. Генерално Шангај конкретно како листа валоризира врвна наука, односно таму ви се бодуваат број на публикации од 2%, најцитирани списанија, па системот нивен е фокусиран на врвните перформанси. За жал, ние немаме научни институти од тој тип кои што се врвни, кои што би продуцирале, или бројот на врвната наука е релативно ограничен, многу мал, и лично сметам дека ни треба навистина големо поместување кон врвна наука, за да можеме да се најдеме на тие шангајски листи и така натаму. Не знам дали и тоа е најважната цел. На другите листи јас би бил задоволен да се поместиме на другите листи и да бидеме регионално солидно поставени, а мислам дека таму имаме поместување. Поголемиот дел ТВ, КУЕС, рангирањата, Симаго на Elsevier, на Scopus, во тие рангирања имаме смена на ранглистите, имаме одредени поместувања и нашите универзитети би требало се фокусираат повеќе на тие перформанси. Ректоре, имаме хиперпродукција на дипломи, но подолг период, например, компаниите кубурат и се жалат од недостиг на работна сила. Какви профили на луѓе се потребни? Каде има дефицит? Односно недостатокот на... Ја мислам дека има секаде дефицит, покрај тоа што таа хиперпродукција е сконцентрирана у одредени, за жал, области кои што не може да ги абсорбираат. Меѓутоа имате недостаток на инженери, имате недостаток на лекари, имаме, бидејќи ни ги земаат надвор, имаме недостаток на многу струки и тоа е сериозен дефицит на стручен кадар. Велите ни ги земаат надвор, односно младите си заминуваат надвор, како да ги задржиме? Пред емисијата го почнавме разговорот. Тоа е заедничка активност помеѓу универзитетите, веројатно државата и стопанските комори, односно бизнис секторот, како да направиме услови да своите идеи почнат да ги реализираат овде. А навистина имаме многу солиден кадар. Нашето лично искуство, ние сме дел од една Европска универзитетска алијанса, вкупно 64 има во Европа алијанси или 65 се доделија, у кој што универзитетите се спојуваат во еден европски универзитет. Еден европски универзитет, нашата се вика ACE2EU. Во рамки на тоа ние сме заедно со 8 други универзитети од Португалија, Шпанија, Австрија, Германија, Полска, Литванија, Летонија и Романија. Кога нашите студенти влегуваат у дел од тие системи,
Тие се одлично оценети, не одлично, меѓу најдобрите студенти. Ние, значи, имаме солиден кадар, кој што може да се развие ако му дадете услови. Идејата токму на овие алијанси е да се направи интегриран европски образовен простор и да можат студентите прво да се разменат знаењата, второ да се генерираат тие идни европски граѓани, но и да останат во својата средина и да направат идеи слични како што би направил некој нивен колега во Германија, Полска или било каде. И да ви кажам, почетните, ние сме втора година е тековна од проектот, и јас сум изненаден како нашите колеги и наставниците и студентите се оценети. И помалку горд на тоа, не помалку, сериозно горд на тој момент. Ректоре, благодарам за гостувањето. Благодарам, Борис. Дејан Мираковски, ректор на Штипскиот универзитет. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Толку за вечерва. Се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути на телевизија 24. Сега останете со програмите на телевизија 24.